Проектот за изградба на браната Калуѓерица во поречието со водостопанска дозвола уште од 1948 година исцртана и во просторниот план на Македонија од 1974 година, а која никогаш не е изградена, тотално го кочи развојот на овој регион, тврди градоначалникот на Македонски Брод. Според него, овој проект заради големата застареност, но и заради веќе докажаната неодржливост, итно треба да се избрише од просторниот план, за да може општината да си ги преземе ингеренциите и да обезбеди непречен развој на целата територија. Што направивме ние веќе ланската година се отвори просторниот план на Република Македонија и општина Македонски Брод како засегната понесовме иницијатива до Агенцијата за просторно планирање за да може оваа брана целосно да се избрише од просторниот план и таа иницијатива сега е проследена до сите релевантни институции, одделни министерства, каде што треба да се добие мислење. Се надеваме дека во блиска иднина браната Калуѓерица нема да представува проблем за развој на Македонски Брод. И поречани се убедени дека оваа брана не само што не е потребна, туку никогаш нема да биде ни изградена, бидејќи тоа би значило и потопување на голем број населени места, патишта, но и на веќе развиени, а и потенцијални бизниси, кои се лоцирани до оштечението на реката Треска. Затоа може би мал број на сместувачки капацитет имаме, затоа што ние како општина не можеме да урбанизираме во голем дел од течението на реката Треска. Освен ова, голем проблем во оваа инаку исклучително богата општина со ретки природни ресурси за сестран развој е и неизградениот пат кон Скопје преку резерватот Јасен, по кој веќе со децении се патува со постојан сообраќаен режим од 4 термини дневно. Благодарение на Националниот парк Јасен, ние сме затворени и наместо да патуваме 80 или 90 километри до Скопје, ние сега многу често мораме да патуваме двојно повеќе, потенцира градоначалникот Ристески.